Почитуван подпредседателе, почитувани колеги и почитувана јавност, најнапред веднаш да укажам дека се уште сум револтиран, се уште се чувствувам понижен од недоличниот однос на премиерот и неговата злоупотреба на оваа говорница. Тоа не личише на ништо и најмалку што го заслужили овие претеници овдека. Но, ако остане простор, можеби ќе зборнеме за тоа. Ние, за разлика од нив, имаме одговорност и знаеме да се цениме уврска кој ќе земеме пред некого. Така и во овој случај за моите првите две претенички прашања, за третото ќе биде мое, што се земавме обврска во рамките на интерпарламентарната група за животна средина, во која што подеднакво равноправно учествуваме и пратеници од опозицијата, и пратеници од власта, и представници од серија на невладени организации кои што се во тематиката со животна средина долг период и кои што навистина има квалитетен однос кон работата и на собранието и на нивната борба со животната средина. И таму, како и тука во текот на денот, преовладува или провејува неизвестноста, несигурноста и незнаењето од што не очекува од страна на владата. Дали ќе успее да се справи или нема да се справи со состојбите во кои што, за жал, се наоѓаме. Повикуваат, и иако беа прашањата пред непосредните случања на деновиве, сепак се обрзав да ги прашам и ќе ги поставам. Се повикуваат на изјавата на директорот на Инспекторатот за животна средина од 31 август, во кој што на пресконференција одржана, во кој што укажува дека пречистителните станици во државава, поради високите сметки за струја, нема да можат да пречистуваат водата и практично имаме ризик од загадување директно на животна средина. Пазете сега што е овдека најстрашното. Владен функционер назначен е свесен за сериозноста на ситуацијата. Свесен е дека нема никаква основа во вакви услови во кои што работат и функционираат комуналните предпријатија, односно пречистителните станици, нема никакви услови за функционирање, освен доколку не ги изголемат драстично цените. И тоа е така. Имаме случаи со јавни предпријатија кои што сега се приморани да набавуваат струјата по 7 пати поскапа цена од колку влади. Така е. За тоа збориме, за кризата. Збориме, бидејќи истите тие успеа и досека. Не знаеме никој како. Благодарејќи на нивното домаќинско работење, оптимално користење на ресурсите, крајно посветена работа, досега да издржат да не ги покачат цените драстично на нивните услови. И цело време повикува на помош од владата. Цело време. Во пресред на тоа излезе и ВМРО ДПМН, тоа како во информација и за јавноста, и за партнерите од невладините организации. Излеговме со пресед со измена и дополна на Законот за енергетика, каде што јавните комунални предпријатија, здравствените објектите на здравствените установи и образовните институции треба да бидат изземени и вратени на регуларниот пазар. Со тоа што ќе може да се направат услови, истите пречистителни станици. Пазете, тука станува збор за колекторскиот систем во Охрид, за пречистителната во Југохром, кај што имаме 600-валентен хром. Имаме ситуација каде што исто така се офаќа, тоа е депонијата за Југохром. Многу сериозни теми, многу сериозни моменти. Имавме понор на риби, кај што дури има стравови дека пречистителна станица се укажа дека не е така. Но ризикот постои, неизвестноста постои, а сега тоа зависи од посветениот или непосветениот однос на владата, затоа им интересира каков одговор ќе има владата или што размислува во поглед на ова прашање во одговорот. Нашето решение, нашиот предлог, веќе го поставивме со првиот сет на мерки. Второто нивно прашање што се однесува е во однос на способноста дали ќе се обезбеди газ да грејната сезона за топланите исток, запад и север, или повторно ќе се користи мази за застапување на водата. И за ова се дискутираше, и ова преуе, и ја им ја разбирам нивната загриженост. Навистина им ја разбирам нивната загриженост, бидејќи и од она што го искажа владата, се уште немаме детали, се уште не се дефинирани рокови, не знаеме начин, не знаеме цена, многу прашалници.
ВМРО ДПМН предложи и за ова решение. Се надевам дека крајно ќе биде размислено, дека ќе се прифати подадената рака и конечно ќе ги увидат можностите за кои што станува збор. Самиот мазут. Бевме сведоци сите на истражувачки истории каков мазут се користеше. Дали е тој со сомнителен квалитет? Какви процедури оваа власт успеала да затаи, да потврди, за ние сите да бидеме труени? Оправдан е нивниот страф. Повторно се рачуна мазутот како алтернативно гориво и во новата стратегија што е сега пред нас. Тука се болниците за гинекологија, Мајка Тереза, Струмица, Куманово и така натаму. Во нашето решение имаме доволно понуда на индикативна понуда за газ и решавање на овој проблем, да видиме што ќе направи владата. До сега не видовме многу. Почитувам подпредседател на собранието, бидејќи станува збор за способност на ова прашање, ве молам да ни одговори на ова било кој, освен премиерот. Мислам дека ќе разберете дека кога станува збор за способност, и ние, и јавноста цениме дека изјавите и одговорите на премиерот не се многу заверување. И ова не доликува за мене, но ако не сакате да ви одговори премиерот согласно деловникот, вие сте должни да посочите на кого го поставувате прашањето. Бидејќи сум изреволтиран, бидејќи премиерот дозволи да злоупотреби оваа говорница, да употи грстан навреди, клевети, обвинувања, што не доликува воопшто на еден премиер, кон оваа страна, кон мене, кон сите пратеници од оваа страна, па дури морали да му напишат текстуално со директни инструкции како да постапи, бидејќи знаат дека може да сгреши од нивниот центар. Бидејќи може да сгреши механички, бидејќи ако бара криминал, корупција, дезертерство и предавства, треба да посочи, знаат дека може да посочи на оваа страна. Тоа е тоа. И кога веќе збориме за неверување и за сомнеш. Третото прашање. Пред неодамнешното дискусии за ребалансот. Не уверува дека не очекува раст од 3% и инфлација од 7%. Може да продолжам? Нема проблем ако сакате ќе продискутираме. Нема проблем, ние Без дофрлање од место. Без дофрлање од место. Седи таму и без дофрлање од место. Ние се научивме веќе подпредседателе за жал и ние и јавноста да бидат сведоци како пратениците од опозицијата се омаловажувани, навредувани, обвинувани, клеветени, не знам веќе што, но сепак врската наша е пред граѓаните. Кога станува збор за тоа, третото прашање. Не уверувавте дека ќе имаме 3% раст и 7% инфлација. И имавме обширни и детални дискусии во рамките на Комисијата за финансирање и буџет, каде што беше укажувано 7% можна инфлација, какви може штетни ефекти да има врз стабилноста на денарот, врз стабилноста на цените, врз осиромашувањето на граѓаните, а денес не веќе сведоци на повеќе од 16, близу 17% инфлација. На текови, на несигурност, на неизвестност, на работните места, на работата на компаниите, на животот на граѓаните воопшто. Прашањето е просто и директно. Дали се уште стоите на ветените проекции за раст и инфлација? Благодарам. Одговор на првото прашање.